Благодарам, господине Велковски. Истото го зборуваме на два начина, со тоа што јас се изјаснувам што после ова, а вие тој дел го премолчавме. Додиме поред. И јас милувам да кажам врска со јавниот долг, бидејќи од 4,7 да одгинете на 8 милиарди, тоа е многу пари, ама не ја зборуваме таа тема, ама јас сум еден од тие кои што ви критикува јавниот долг. Во поглед на ова, јас не спорев и не зборував кој го земал кредитот, не зборував кој ги направил долговите, бидејќи реално ги има тие долгови. Не зборев дека цела Македонија го враќа тој кредит дека што живееме, бидејќи кажав дека ова го поддржувам, бидејќи може да има потенцијално загрозување на човековите права, бидејќи овие се опасни работи доколку им се случи хаварија. Разликата помеѓу мене и вас е следна. Јас велам вака, се е во ред, ќе го поддржиме, но барам и апелирам до финансии и до владата да си направат физибилити студија, да видат каде се направени трошоците, каде можело да се заштити и кои се проблемите. Зошто? Заради тоа што сега владата капитализира преку овој кредит и влегува практично во тие јавни предпријатија. Во тукав процент колку што го вратило долгот кој што го генерирале предпријатијата. И сега, како одговорни пратеници, тоа ми беше мене поентата, да видиме што понатаму од аспект. Ако тоа предпријатие продолжи да генерира загуби, независно кој го управува, тогаш автоматски владата е дупло голо, заради тоа што државата дала пари еднаш да го рачисти и му влегла со капитал. Овој продолжил да прави долгови, ама сега процент на тие долгови е на ниво на државниот буџет. Јас само на крај кажав, луѓе, дајте да видиме, ги правиме, да направиме анализа за утре, да не биде плюс држава да секој први да плаќа јануар пари, бидејќи таму биле неспособни или недомакини тие што ги работеле. И тоа е суштината, мислам дека е многу коректно, бидејќи ние овдека го штитиме државниот буџет. Државните пари, сега другата недела претпоставувам ќе биде буџетот, се грижиме претензите за државните пари. И бидејќи ова не е еднократно, сега сме ги расчистили па ќе видиме, влагаме како акционери. И многу треба да ни биде битно како таа прима плата му ќе работи, за да не треба да гласаме амандмани, пак да ги покриваме и другата година. Благодарам.